Свети Никола. Или што би рекли американците, Сейнт Никола. Знаеш уште кој е Сейнт Никола таму ка американците? Дедо Мраз бе, Свети Никола, Дедо Мраз го вика. Или што би рекли ептен хардкор битолчани, Свет Никола. Не баре колата светна. Свет Никола заедно. И можда лани правевме муавет нова тема. Ама знаеш како? Прво од лани никој не јас немам појма што зборав лани. Па камо ли вие да памтите? Друга работа, славата секоја година се дешава, бате. Ако не си направиме муавет, ние кој ги си направи. Олам Америка, Европа не си направат. Не бате, ние ги си направи. И трета работа, кој те праша, така? Ако ти чини за Свети Никола, слушај, ако не ти чини, биди здрав и жив. Ај се на шпица емисијата, па после бурумте на слава си. Можи? Там дека можи, бате. Пуште. Сега, пошто сме во период кај што се пости, Свети Никола е една од тие постните слави. За ги речиш мрсна слава убој, не можам да речам дека не. Што сакаш, имаш меса, чуда, бе, убајна за гурман вака ко мене, мерац. Арно, не можеш да речиш дека и постните слави не се убави. Оти ќе речи, оти има и некои постни јадења што се мерац. И пошто славите постојат со векој, во текот на годините луѓето почнале да стануваат креативни во процесот на смислување што ќе клат на маса. Оти луѓе идат, не можеш ништо да не клаш, бе. Една од работите што најчесто се клава е сармичина. Сарма постна. И са мрсната мене лично ми е поуба, пошто јас сум месар, си сакам месо. Арно ми постната, ако ја направиш како што треба, ако му клаиш заирина внатре, може да види мерац. Затоа ќе фали протеинче, ама не и се. Битно вкусна ќе биди за мера. А ако ти фали протеинче, зато е тука рипчето, бе. И то не било какво рипче, значи морски, вакви, такви не клаваме. Морските таму негде мориња кај што си имат ниеват езерски, или крапче, или пастрмче. Можеш и тие помалите, ама луѓе идат да се најадат, бе, сваѓа. Покрај пастрмче и крапче шо оди најмногу? Компир салата со кромиче, бе. Значи комбинацијата на рипче со компир салата со кромиче, онако варен компир. Па не знам дали има поуба комбинација за со риба од тоа. Едино нешто што можда е поубаво приказнат или што се клопва како сето тоа е граф. Не течно онакво ред вода, ред зрно. Не бате, тавче графче. Значи тавче онакво не исушено, туку кога ќе нацрпиш вака, се вика дури кремасто да биде од што е преварено, препечено. Да се топи в уста, бе. Да не знаеш дали графче јадиш или пире јади. Та комбинација, добро зачинета, со рипче некој убаво испечен. Мераци, уште ако имаш салатиче тука, може да биде и зелено и било как. Мераци, бе, бат. Се, што е убата работа кај ваквите слави како Свети Никола? Што на вакви деној сите се берим. Пошто порано, например, се собирале луѓето, почесто не било толку страшно, али ќе дојде или нема да дојде макар што оделе. Ама како идат времињата, се помалци имаме време за дружење и кога дојде некој ваков ден, одма е поголема работата, пошто ќе се собериш, ќе се видиш галами, ова, она. Уаве ти реков ми рече, уствари се ми текна што зборавме лани, зборавме за типој на слави. И кажавме дека имаш мрсни постни, ти реков ми рече. Ама најубаво дел од сите типој на слави, тоа што ќе поминиш малце време со луѓе што треба да ти се блиски. Се неки со сите може да поминиш толку време, ама не битно. Затоа е та славата. За седните да го славите живота. Не можеш сите да ги сакаш еднакво, фала Богу. Некој може да и некиш да види, пошто како што знаеме во Македонија, пола од фамилите сегде раскарани. Некој поќе, некој помалце, ретко кој не е раскаран, ама битно треба се соберите, седните на маса, макар ја си кажите лоши работи, да се искажи. Што би рекле старите тука, затоа кај нас не одат луѓето по психијатри. Оди ќе се соберат, ќе си изнаречат све и готово решен проблем. Не дека е исто далеку од муабето, ама до негде може да држи вода. Пошто што и да ти се дешава тебе, ако седниш, ако го избораш со твои луѓе што ќе те сослушаат, што макар и ќе ти ја зголемат нервозата на момент, битно ти ќе го исфрлиш што од тебе во тој момент. Нема ти го реши проблемот, ама колку толку внатрешно ќе имаш некое олеснување да речи. Ти сакале или не, келе ние на сите ни треба некој издувен вент. Јас фала Богу ја имам музика. Ќе направам музиче, ќе напишам нешто, ќе снимам нешто. Фала Богу ја имам и емисијата. Имам и една друга. Имам јас. Издувни вентили кога сака. Не за џабе сум издуван цели. Кој ми речат луѓе ти коздај на шо си. Не сум брат. Едноставно си го правам тоа што го сакам. И колку и да е тешко и шо и да се дешава, ќе излезам, ќе се изборам, ќе се испеам, шо и да. Ќе излези лошо. Ти после тоа може нема да си конов одма. Ама е еден вид на терапија. Исто е и со собирањето на луѓе. Сега до душа за да се бериш почесто треба да имаш време, а тоа го немаме денешно време. И треба луѓето да се луѓе. И то некако се послабо го имаме. Ама како и да е, барем наслава можеш да седниш нама. За да може да ќе те помалтретират малце луѓето, ама ќе преживи. Може да и ти некој ќе малтретира. И тоа е уствари тој животен круг да не речем. Тебе ќе те малтретират едни, ти ќе малтретираш други и сигурно во моментот нема да бидиш свесен, ама лесно е да се претпостави кога малтретира. Ако никој не те измалтретирал тебе на славата,
тогаш можда треба се замислиш малце, можда ти си тој. Јас не велам, дај Боже да не е така, ама можда, не може да знаеш. Пошто наслава знаем, ги кажувавме лани кои се луѓе. Обавезно имаш некој коледарче што е, оти коледарче ќе речи. Оти на 200 слави оди, тој кога ќе дојди кај тебе веќе питулица е направи. Наслава ако се оди од 7-8 сато, тој од 4 е тргна. Цел ден, цела ноќ и други оден од Савајле ќе му иде мек за ручек. И па цел ден ќе го тепа во пиење во јадење. Што значи тој не се пие ни тука, тој наштима ни. Тука само се доштелува мал. Исто така обавезно имаш некој стрико, вујко, чичко, чичин некој. Кај си чичичо, прачане ми си. Еј, кој те фати вака за образ. Образ од тука ваму ко на цртаните што се прави. А ти стегни. Тие се тие што обично малтретираат. Особено ако си помал во собата. Обавезно имаш некој што е повозрасен што оди кај децата што седи. Пошто така едноставно млад се осеќа. Исто така обавезно стално има некој што не го познаваш на маса. Дојдене со некој од гостите, дали женска, дали дечко, дали пријател, дали што да. Тргнале послави заедно и ете го сега тука. И обично тие си ќутат. Усрамени седат негде седнати на маса. Никој ништо не ги прашва, тие никој не прашват, си јадат, си пијат и скенира. Скенервате, се да знај. И другиот ден треба се прави муабет. Со другарки, со мајки, татковци треба се раскажват. Што си мислите вие така се дојдени тие. Има некој исто така што ќе дреми, што никој нема му зборни, тој на никој нема му зборни, ама ќе види умрук. Чи намќор седнат на маса вака, а ти е шубе да му зборни. Значи фацата ти си велиш ако фрлиш некој збор, тие што ќе фрли назад. И многу пати не дека се лоши таквите луѓе. Едноставно си се поставуваат така за никој да не им малтретира. Мир да му е душата во момент. Исто така секоја слава има по некој Виктор Апостоловски. Значи отко ќе влези низ врата, дур не излези низ врата, тој приказни каже. Цело време нешто ги смеи луѓето, галами. Галамџија бе, раскажувач на приказ. А исто така обавезно имаш некој контра тука што се негде во возраст, роднини, брачеди, браќа што да. Упорно контра нафрла нешто. Едниот речи едно, другиот друго. Исто така имаш луѓе што ти се зинат дојден. Абе зинат дојден е тој. Део ти сака да е тука. Едноставно чека момент да речи нешто, да расипи работа. Имаш луѓе ништо што не бендисват, имаш луѓе се што ќе јадат, што ќе спијат. Имаш некој чачорки сезнајни. Само ти солат памет и само слушат нешто да слушнат за да прекажат после. Ама битно, тие луѓе никогаш не кажуват ништо за нив, тие совршени. За нив што се дешава кај нив ти појма немаш, ништо не збор. Ама затоа ќе ти се заплеткат во се живо, во секоја манџа пипер ќе ти тура. Оти ова вака ти е, оти она така ти е, она кај ти е, овај кај ти е. Зошто така? А ваму кај нив хаос е, само што никој ништо не ти збора, тие ќути дома никој да не знае. Ама тие се да знаат. Абе фер луѓе, знаеш како? И на крајот на денот го размислиш се имаш на таа маса, освен домакинката. Оти домакинката мора да растрчва сегде се да направи сите да се услужени јадење, пиење, сегде да имате вие. Вие имате таму. Добро, што треба да дојса? Вода, сок, ти имаш таму. Ракија, жолта или бела? Цело време во некој хаос, а влезиш в кујна во тој момент. То се е само кујна, не е во моментот. Хаос е вака, Орландавната. Оти домакинката таја и да сака не може да среди, пошто цело време е во движење. Оти денешно време, на пример, помладите не се замарат толку. Ќе го направи граво од завчера, ќе направи сармичина ова она од пред 5 дена, нешто фрижидер, нешто ќе замрзни, ќе одмрзни на дено, ќе ти тупни ладни тука на маса, ако ти чини јади, ако не гитлава. Ама повозрастните домакинки се замарат, сакат да е топло, гравчето сега изваено, рибата сега испечена, да ти е мерак да ја јаиш, ме сваѓа. Е толку што е тешко да пречекаш еден тон луѓе и се да биде топло сега направено. Тоа е хаос, не види. И то порано не беше ко сега 2-3 ќе му дојдат ха-ха хихи слава. Нема, кај нас имат претурано луѓе. Кој стигнал, кој го знаеш, не го знаеш, наслава ти дошол. Арно, ама тоа е убајната за слави. Оти на роден ден ако ти иди некој, ако е поканет ќе дојде, ако не е поканет муш ќе го избркаш, не ти е гај. Ама славата треба да отвори на куќа за си. И зато наслава не сека. Наслава идат тие што сакат да дојдат и што знаат дека треба да дојдат. И реално треба се добре дојдени си. Пошто твојата куќа во моментот слави. И славите не се направени за прегледвање, калкулирање или што и да. Нити од страна на домакините, нити од страна на гостите. Тоа што ќе има ќе се касни, тоа што ќе има ќе се напи. Битно е да се видат луѓето, да се направи галама и сите да си поминат убаво. Секој што рековме, пошто има различни табиети, може да нема сите си поминат убаво, ама во глобал треба тоа да биде едно фамилиарно дружење за доброто на сопствениот дух. Нема побитно нешто ствари во животот од духовниот мир. И мислам дека доста е за денес. Доста ти треба да одам дома, треба поможам таму со сармичиња, со ова, со она, ти реков ми рече не е мала работа. Да пречекаме гости. Пошто се пости. Виш некој сами се место трими. Фала ви на вниманието. На сите што славите нека ви е среќна славата и бериќетна и да си помините најубаво. Поздрав и имајте убав ден.